Сите оние кои што ќе бидат сведоци на семејно насилство треба да пријават во Министерството за внатрешни работи, апелираше министерот Панче Тошковски на денешната пресконференција. Во изјавата тој потенцираше дека секој еден треба да го промени кодот на однесување, почнувајќи од полициските службеници и завршувајќи до секој еден граѓанин. Кажа дека во последниот период се дава посебен интензитет на овие постапки. Треба да осмениме кодот на однесување. Не само на полициските службеници, не само на вработените во Центарот за социјални работи, туку на секој еден од нас. Поради што ги повикувам сите оние македонски граѓани кои што ќе бидат сведоци на конкретно семејно насилство. Истото да го пријават до Министерството за внатрешни работи на оние два броеви кои што ги имаме. Во рамки на постапувањето на Министерството за внатрешни работи. Факт е дека во последниот временски период се дава посебен интензитет на овие постапки. И тоа се гледа и по одредени бројки кои што ги имаме констатирано во изминатиот период. Тошковски е дециден. Само минатата година имало 224 кривични пријави, а 54 од нив биле спроведени по брза постапка, од кои имало изречено 17 притвора, за разлика од 2024 кога од 213 кривични пријави имало само еден притвор. 2024 имаме 2025 се извинувам 224 кривични пријави, 2026 досега имаме 28 кривични пријави. Ама кај е суштината? 2024 година по брза постапка од 213 биле спроведени 27, од кои бил изречен еден притвор. 2025 година од 224 поднесени кривични пријави, 54 биле спроведени по брза постапка, од кои имаме изречено 17 притвори. 2026 година 28 досега, 12 по брза постапка, 5 притвори. Факт е дека се дава фокус на овој тип на предмети, особено гледано постапување во сила на измените на законот. Според министерот Тошковски, секој еден мора да даде во доприносот за спречување на кривични дела семејно насилство во иднина. Според него има подобрување во постапувањето во споредба со минатото, но е дециден дека треба уште многу работа за да се постигне посакуваната цел.